Трудот на земјоделците почна да се цени, а расте побарувачката на македонските земјоделски производи на домашниот и странските пазари. Ова е оценката на министерот Трајан Димковски, која ја даде на денешната пресконференција. Според него, минатата година имало значителен пораст на клучните извозно ориентирани земјоделски производи. Од 2018 година извозот на конзервиран зеленчук изнесува 41,4 милиони евра, а во 2017 година 38,9 милиони евра, што значи пораст од 6%. Ова зголемување, меѓу друго, се должи на зголемената искористеност на мерките од ИПАР-2 програмата за изградба на преработувачки капацитети, што придонесуваат за производство на производи со повисока додадена вредност, кои се конкурентни на странските пазари. За 19% е зголемена вредноста на извезените краставици и корнишони, и тоа најмногу на пазарите на Европската Унија. Вредноста на извезени пипарки во 2018 година е зголемена за 18%, за разлика од 2017 година. Воведување на мерката за укинување на царина за увоз на замрзнато свинско месо во 2018 година придонесе за значителен пораст на извозот на месните преработки. Димковски нагласи дека расти има и кај овошјето, но и кај градинарските производи. Во делот на овошјето се забележува значителен пораст на извозот на праски и нектарини од 16%, а за 11% е пораснат извозот на трпезното грозје. Во овој период, особено во месец јули, кога е интензивна берба на откуп на сезонскиот зеленчук и овошје, податоците покажуваат зголемување и на откупните цени. Во јули оваа година откупна цена на краставицата бележи пораст од 145%, а споредена со истиот период од 2013 година зголемувањето е за 240%. За 85,5% е зголемена откупна цена на доматот во јули годинава, споредено со истиот период лани, или за 143% споредена со јули 2015 година. Оваа година пченицата се откупува за 10,4 денари, за разлика од 2016 година, кога била 8,48 денари за килограм, што значи пораст од 23%. Пораст на откупна цена од 89% е забележан кај лубеницата, јули 2018 со истиот период ова година, или за 116% споредено со 2015 година. Откупната цена на трпезното бело грозје во 2016 година била 30 денари за килограм, а ова година 50 денари, што представува пораст од 67%. Земјоделството е еден од носечките столбови на македонската економија, па затоа министерот Димковски најави воведување нови политики, развојни мерки и проекти како инвестиции за развој на оваа, како што рече, стратешка гранка.